Добредојавте на првиот час. На ова видео ќе го учиме грчкиот алфабет и изговорот на секоја буква посебно. Во првата колона ги имаме буквите, големите букви, во втората малите букви, во третата колона името на буквата напишано на грчки, четвртата колона името на буквата напишано со кирилица и петата колона изговорот, односно вредноста на буквата. Првата буква, како што сите знаеме, алфа, значи ја читаме како А. При тоа ќе кажеме дека означува и долго и кратко О. И долго и кратко А, пардон. Бета има вредност или ја читаме како Б, гама ја читаме како Г, делта ја читаме Д. Епсилон ја читаме како Е, при тоа да запомниме дека епсилонот е знак за кратко Е. Зета или Зд ја читаме како Дз. Ета ја читаме Е и да запомниме дека е знак за долго Е. Во класичниот период гласот означуван со ета бил долго и отворено Е, за разлика од краткото и затвореното Е што се означувало со епсилон. Ние, да кажеме, само теоретски ќе знаеме дека епсилонот е знак за кратко Е, а етата знак за долго Е, иако школски ги читаме исто, како кратко Е. Како белешка треба да кажеме дека треба да запомниме дека етата означува долго Е, а епсилонот кратко Е, како што тоа подоцна ќе го кажеме и за омикронот и за омегата, со оглед на тоа што информацијата за должина и краткост ќе ни биде потребна за некои елементи граматички кои што ќе ги учиме подоцна. Иако, повторно ќе речам, школски, значи, не правиме во читањето не правиме разлика. И епсилонот го читаме Е, и етата ја читаме Е. Тхета е една аспирирана беззвучна согласка дентал, Т, значи со еден здив Х, Тх, и ја читаме, значи, Тх. Јота е пол самогласка, со оглед на тоа што некогаш има вредност на самогласка И, а некогаш, кога е во дифтонг, да речеме, или на почетокот на зборот, или помеѓу самогласки има вредност на Ја. Капа има вредност, или ја читаме како К, ламда ја читаме Л, ми читаме М, ни читаме Н. Кса е една сложена согласка, односно знак за сложен знак за две согласки заедно, К, С, и читаме Кса. Омикронот е знак за О, значи читаме О, и тоа кратко О. Пи читаме П, Ро читаме Р, Сигма читаме С. За малата сигма треба да кажеме дека кога се пишува на крајот од зборот, се пишува на овој начин, а додека на сите други места се пишува на овој начин. Тау има вредност Т, Хипсилон има вредност како германското Ü или француското Ü, иако по договор, значи школски, ја читаме како И. Обично И, како што читаме и Јота. Фи по договор Фи, а инаку правилно Пхи, правилно треба да се изговара како Пх, исто како што изговораме Тх, иако по договор ние читаме Ф. Кхи или по договор Хи, правилно е да се изговара Кх, значи едно К и еден здив Х, Кх, како што правилно да изговораме Пх или тхетата Тх, иако ние по договор ја изговараме Х. Пси е еден
сложен знак, значи знак за две согласки, п и с, и заедно ја читаме пс. Значи псито, овој знак го читаме пс. И омега, знак за о, но меѓутоа долго и отворено о. Иако повторно ќе кажам дека школски ние читаме о кратко, исто како што го читаме омикронот, така читаме и омегата, но меѓутоа треба да запомнеме дека омегата е знак за долго о, а омикронот е знак за кратко о.